Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен йога практикант и сертифициран йога учител. Оваа сесија ќе ја посветиме на шавасана или положбата на мртовец. Многу ми не ја сметаат за можеби најважната асана во нашата практика, бидејќи на телото и на умот им дава можност да се опуштат, да се одморат и да ги асимилираат придобивките од практиката која што претходела. Шавасана се изведува на грбот минимум 10 на 15 минути, но незиното време траење зависи од тоа колку траела претходната асана практика и колку интензивна била таа. Со оглед на тоа дека шавасана може да потрае, многу е важно да ја направиме оваа положба што е можно поудобна. Можете да легнете на подот без апсолутно никакви помагала, но доколку се одлучите за никакви помагала, јас би ви препорачала болстер под колената и можеби кебенце или перниче под главата. Јас искрено не сум некој голем фан на тоа, бидејќи сметам дека лесно може да се изгуби неутралната положба на главата. Значи таа може да отиде или нагоре или надолу, што секако не е оптимално. Но доколку вие сакате и доколку сметате дека положбата на вратот останала неутрална, слободно искористете поддршка под главата. Се спуштаме на подот, внимателно. Оставаме нозете природно да се рашират, природно да се одвојат на страна. Рацете исто така на едно удобно растојание од торзото, дланките нагоре. Се уверуваме дека целото тело е во една линија, можеме да се подкренеме малце, да видиме да не сме малце во форма на банана, доколку е се во ред, доколку сме во една линија, ги подкреваме колковите, опавчето оди накај петтиците, ги спуштаме колковите. Сега ги подкреваме градите, лопатките ги приближуваме малку една кон друга, градите се отвораат и се спуштаме повторно надолу. Правиме еден скен во телото, правиме една ментална слика, како се чувствуваме во моментов. Се уверуваме дека се што е можно поудобно. Доколку имате потреба, се разбира, покрите се со кебе, да не ви биде ладно. Облечете се чорапчиња или слично. Наблюдуваме како се чувствува нашето тело, каков е нашиот ум, квалитетот на нашето дишење. Не се трудиме ништо да контролираме, едноставно наблюдуваме. Не ставаме етикети, ова е добро, ова е лошо, ова е такво или онакво. Едноставно го наблюдуваме и го пуштаме. Дишеме природно. Со секое вдишување чувствуваме како телото да се шири. Со секое издишување се опуштаме се повеќе и повеќе. Ги чувствуваме допирните точки помеѓу телото и подот. Ја чувствуваме поддршката која што подот ни ја дава. Ќе забележите дека
Со самото наблюдување на нашето дишење, тоа станало подлабоко, поурамнотежено, а телото опуштено. Сега ќе направиме еден ментален скен на нашето тело, точка по точка. Вниманието насочете го на темето на главата, на челото, вигите, очите, образите, носот, ноздрите, устните, брадата, грлото, вратот, рамењата, надлактиците, лактите, подлактиците, рачните зглобови, дланките, прстите, врвовите на прстите на дланките. Ги чувствуваме рацете во целост. Вдишуваме длабоко, издишуваме целосно, тие се опуштаат. Вниманието го насочуваме на градите, средниот дел од стомакот, долниот дел од стомакот. Ги чувствуваме лопатките на грбот, средниот дел од грбот, долниот дел од грбот. Го чувствуваме целото торзо заедно. Вдишуваме длабоко, тоа се шири. Издишуваме целосно, торзото се опушта. Вниманието го насочуваме во пелвисот, колковите, задникот, бутовите, колената, подколениците, глуждовите, стапалата, прстите од стапалата, врвовите од прстите на стапалата. Вдишуваме, ги чувствуваме нозете, колковите во целост. Издишуваме, се опуштаме. Вниманието го насочуваме повторно на прстите, на стапалата, глуждовите, подколениците, колената, бутовите, задникот, колковите, пелвисот. Вниманието го насочуваме од долниот дел од стомакот, средниот дел од стомакот, градниот кош, лопатките, средниот дел од грбот, долниот дел од грбот. Вниманието го насочуваме во рамењата, надлактиците, лактите, подлактиците, рачните зглобови, дланките, прстите на дланките, врвовите на прстите на дланките. Вниманието го насочуваме во вратот, грлото, брадата, устните, ноздрите, носот, образите,
очите, вегите, челото, главата. Вдишуваме длабоко, како да вдишуваме со целото тело. Издишуваме, целосно се опуштаме. Вдишуваме, замислуваме дека целото тело дише, тоа е во експанзија. Издишуваме, се опуштаме. Уште еднаш. Вдишуваме длабоко, со целото тело се шириме, шириме. Издишуваме, се опуштаме. Чувствуваме какво е сега нашето тело, каков е сега нашиот ум, дишење. Забележуваме. Полека ги мрдаме прстите на стапалата, на дланките, нежно ја вртиме главата, лево, десно, нежно, нежно ги раздвижуваме рачните зглобови, глуштовите, колената. Полека, внимателно, внимателно ги виткаме колената, ги приближуваме стапалата до колковите. Се навалуваме на една страна. Зазимаме положба фитус за момент. Дишаме длабоко. Вдишуваме, издишуваме. Си даваме поддршка. Со дланките се исправаме и заземаме удобна седечка положба. Забележуваме како се чувствуваме сега во исправена положба. Надвор од она се надевам длабока релаксација. Дишаме длабоко. Ги приближуваме дланките, ги спојуваме, ги поставуваме до срцето. Го чувствуваме допирот помеѓу дланките и градите. Ги триеме дланките енергично, создаваме топлина. Очите се цело време затворени. Кога сме ги стоплиле дланките, ги поставуваме врз очите. Ја чувствуваме топлината од дланките. Ги отвораме очите од дланките. Ја пуштаме светлината полека да продре постепено, постепено. Ги спуштаме дланките повторно пред срцето. Си кажуваме благодарам за оваа практика и намасте.